Разговараме, како што најавивме, со премиерот Никола Груевски. Господине Груевски, добре дојдовте во Дневникот на Сител. Добре нашиот поздрав до сите гледачи кои не следат вечера. Кои се деталите околу буџетот за 2015-та кои што го донесовте на вчерашната владина седница? Па еве предноце министерот за финансии кажа некои од деталите, значи се носи буџет кој што е 163 милиарди денари приходи, односно расходи 181 милиарда приходи, околу 18,5 милиарди се дефицитот. Дефицитот е проектиран на околу 3,5% од бруто домашниот производ. Инфлацијата се предвидува да биде околу 2%, така што може да се каже дека тоа е една стабилна ситуација. Буџетот се носи во едни се уште сложени околности во Европа, имено во светски размери. Следната година се очекува да има умерен раст, меѓутоа во европски размери се очекува да има низок раст. Затоа што и оваа година работите не се средени во Европската унија. Знаете, Германија веќе западна во пат на бруто домашниот производ од 0,2% во вториот квартал, така што се уште е климава ситуацијата во Европа. Се уште опорувањето е бавно и ранливо. Особено на тоа допринесува и оваа мини криза што се создаде во економијата со состојбите во Украина, кои што имаат свое влијание. Немаат влијание како што беше големата европска должничка криза или преходно светската глобална криза, меѓутоа може да се каже една мини криза повторно настапи заради состојбите во Украина. Така што ние одиме мощне предпазливо, внимателно, да не се случи да не пресретни некоја ситуација која што нема да може да ја надминеме или која што ќе ни направи поголем број на штети. Растот на економијата за следната година се предвидува да биде 4% од бруто домашниот производ и главните носачи на растот треба да бидат повторно градежништвото, странските инвестиции кои што ги очекуваме особено во слободните економски зони и зголемената потрошувачка која што се должи на зголемувањето на платите во администрацијата, пензиите на пензионерите и социјалната помош на примателите на социјална помош. Тоа е наше ветување и пред изборите, така што, како што пред малце кажа министерот, септемвриската плата која се исплаќа во ноември веќе ќе биде во октомври веќе ќе биде, односно октомвриската која се исплаќа во ноември веќе ќе биде со 4% зголемување уште оваа година, следната година во целата година ќе се течи тоа зголемување. А веќе во септември следната година е следното зголемување на пензиите од 5% и во јуни следната година, 2015, е зголемувањето на социјалната помош на примателите на социјална помош за 5%. Ги задржуваме горе-доли другите работи кои што ги планиравме. Беше доста сложено овој пат да се направи, да се состави буџетот. Имаме добар раст. Првиот и вториот квартал имаме највисок раст во Европа. Првиот квартал беше 3,9, вториот чинам 4,6, пред некој ден беше објавено. Тоа е солиден раст, доста солиден раст, поредено со било која земја во Европа и прв во Европа. Значи нема ни една земја во Европа која што во првиот и во вториот квартал има повисок раст отколку Република Македонија. Меѓутоа, не целосно тоа се рефлектира на приходите, затоа што еден дел од тој раст е генериран од компаниите кои инвестирале во зоните, а кои што во првите години се ослободени од плаќање даноци, така што нивното присуство помага во зголемување на вработеноста, помага во зголемување на извозот, но се уште не помага на приходната страна на буџетот. Но некои пак од нив се и надвор од зоните, тие повеќе помагаат. Така што мислам дека составивме еден буџет кој што ќе обезбеди движење на сите проекти кои што ги имаме најавено, оние кои што ги имаме започнато, но и нови кои што треба да се започнат во следниот период. Слушаш спекулации во минатите денови дека ќе отстапиме од зголемувањето на пензиите, на социјалната помош, на платите, меѓутоа еве вчерашното усвојување на буџетот и негово испраќање во парламентот е најголемиот демант. Ние сакавме во преходните денови да демантираме, но си рековме ајде да го усвоиме буџетот, па потоа на усвоен буџет и испратен во парламентот, мислам дека тоа ќе биде најдобриот демант. Дали е зголемена ставката за капитални проекти и кои ќе бидат тие? Да, стапката на капитални проекти е зголемена, таа изнесува над 21 милиарда денари и главните капитални проекти, најкрупните, се во делот на патната и железничката инфраструктура. Како што знаете, градиме 3 автопати во земјата,
тоа никогаш порано не се случило во исто време да се градат 3 автопати, околу 4,7 милиарди денари ќе бидат во делот на железничката инфраструктура, тоа е железницата кон Бугарија, прва фаза, а во текот на 15 очекуваме да започне и втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка. Потоа патната инфраструктура, заборавив кај железничката да ја спомнам уште и реконструкцијата на коридорот 10 која е во тек. Таа треба да приврши некаде во 15-та. И потоа патната инфраструктура, како што ја спомнав, пред се автопатите, тука огромни средства се насочени, меѓутоа покрај автопатите тука се и регионалните патишта, поголем број на реконструкции со проширувања, или пак градење на нови регионални и огромен број на локални патишта. Значи, она што ни е зацртано во програмата. Знаете, ние во голема мера се трудиме да се држиме до она што сме го ветиле на граѓаните. Некогаш ако може да изненадиме со нешто плюс, се случува ситуации кога и некаде и малку ќе потфрлиме, меѓутоа во најголем дел успеваме некаде 80-90% да го исполниме тоа што сме го ветиле, а понекогаш и нешто повеќе. Еден од значајните сегменти е тоа што големи средства сега ставаме на градбата на технолошко-индустријските развојни зони или популарно наречени слободни економски зони. Тука се става доста повеќе пари отколку во оваа година, затоа што веќе во повеќе зони ни се најавија инвеститори. Знаете, нашиот концепт на градба на зоните е според тоа каде наоѓаме инвеститор, таму форсираме повеќе градба. Бидејќи парите се ограничени. Не можеме сите во исто време да ги изградиме зони и со најголема брзина. И како ќе ни каже некој инвеститор, ќе потпише договор со нас дека во таа и таа зона ќе гради, така ние ги триплираме парите за во таа зона, за да стигне на време, бидејќи додека тој ја гради фабриката, ние завршуваме зоната. Зоната треба да се изгради пат, да се изгради канализација, да се изгради електрификација, водовод и други потребни работи, ограда, тоа е доста скапо исто. Така што додека тој ја гради својата фабрика, ние завршуваме целата инфраструктура и веќе имаме во повеќе зони најавено инвеститори и од тој аспект ставивме многу повеќе средства за градба на зони. Доста пари се ставени за здравствениот сектор, зборувам сега за капитални. Пред се за градба на новиот клинички центар, градба на болницата во Штип, болницата во Кичево, купување на и плаќање на опремата, дел на таа што е набавена се исплаќа во 2015, дел нова опрема што се набавува. Така што тоа се главните, да речеме, работи. 5 центарот исто така, тука, кој што е во една длабока фаза на градба. Во образованието исто така ставаме големи средства, околу 2 милиарди, нешто над 2 милиарди денари се ставаат во инвестиции во образованието. Значи, одека не зборувам за плати, за материјални трошоци, телефони и слично. Цело време зборувам, кога кажам износи, зборувам за капитални инвестиции. Значи, или градби, или купување на опрема и слично. И тие се пред се наменети во градба на нови училишта, реконструкција на постојните училишта, градба на нови градинки или реконструкција на постојните градинки, реконструкција на студентските домови, на универзитетите. Например, започна реконструкција на универзитетот во Охрид, Свети апостол Павле, кој што откако ќе заврши таа реконструкција на касарната во Охрид, ќе се пресили целосно во тој дел. Тоа е многу добар дел за еден универзитет, каде што ќе има и спортска сала и се што е потребно. Сериозни средства се ставени во капитални инвестиции во земјоделието, над 2 милиарди исто така и во земјоделието, во изградба на хидросистеми, во изградба на други работи кои што се предвидени во програмата за рурален развој и доведување на земјоделието поблиску до стандардите на Европската унија. Така што доста сектори, можам да кажам, се офатени во делот на капиталните расходи, во делот на капиталните инвестиции. Ќе биде година со многу инвестиции, кои што, како што кажав, треба да влијаат на растот, односно растот од 4%, уште еднаш ќе се навратам, главно се базира на 3 столба. Странските директни инвестиции, градежништвото и зголемената потрошувачка, која што очекуваме да дојде од зголемувањето на платите, пензиите и социјалната помош. Ќе се вратиме повторно на инвестициите, најавувате година на инвестиции, но претходно за оној сектор образование во кој што најавувате сериозни капитални инвестиции, денеска стигна вест дека СОНК донел генерална одлука за генерален штрајк. Како ќе одговорите на ова? Се разбира, секој синдикат има право на штрајк и ние тоа го почитуваме и ја респектираме таа нивна одлука. Меѓутоа, морам да спомнам дека има една чудна ситуација во целата оваа работа. Имено, токму СОНК беше
синдикатот кој што во минатите години континуирано јавно даваше подршка за проектите што ги заврши владата, а што беа поврзани со барањата на СОНК. Често пати предводниците на СОНК кажуваа дека владата исполнува многу повеќе од нивните очекувања, дека тоа што го чекале со децении го добиле токму во мандатот на оваа влада, дека се презадоволни од работењето на владата и одеднаш пред еден месец се случи една ситуација во која што тие најавија seможни штрајкови, најпрви нешто се вплеткаа во оние случаи на универзитетот во Штип. И веќе беше јасно дека намерата им е да направат некој поголем штрајк. Ние проанализиравме на што се должи еден таков пресват во односите со нив, односно нивните односи со владата и нивниот однос кон владата. Имено од она што го разбираме, таму престојат избори, таму има раководство кое што управува. Тие управуваат и со своји буџети сериозни и слично. Има избори и има две страни кои што сакаат. Едната постојната и уште една која што сака да го преземе раководењето на СОНК. И двете се надпреваруваат која ќе биде потврда кон владата. Значи, во овој случај мислам дека и наставниците и сите оние што се повикани на штрајк се на некој начин или треба да бидат ставени во функција на интересите на раководството сегашно, на СОНК кое што сака реизбор. А за реизбор сака да покаже колку биле тврди, колку нешто изиствувале, постигнале. Иако тие самите се свесни дека она што досега беше направено од оваа влада е многу повеќе од нивните очекувања, тоа јавно го говореа, и точно знаат до каде може и колку може владата да поднесе од нивните барања, меѓутоа ним им треба сега пред членството да покажат дека се големи борци. И мислам дека тоа е основниот мотив. Јас не верувам дека се е розово, далеку од тоа, дека нема проблеми, не верувам дека не треба платите да се не за 5%, за 500% зголемени. И секако дека доколку тоа би можеле би го направиле, меѓутоа работите одат чекор по чекор, како повеќе доаѓаат инвестиции и приходи во буџетот, така повеќе и ние се трудиме да ги зголемуваме платите. Да се подсетиме во едно друго минато, пред доаѓањето на ВМРО, ДПМН и оваа коалиција во владата, ние не се сеќававме за зголемување нити на плати во администрација, нити на пензии на пензионери, нити на социјална помош. Невработеноста континуирано растеше до некои рекордни европски нивоа. Сега е друго време. Сега и во кризи, во време кога да речеме соседни држави ги намалуваат платите за 8%, ги намалуваат пензиите, намалуваат други давачки кон граѓаните и кон различни ранливи групи, во Македонија имаме зголемување. Јутоа некому му треба сега да покажи црстина, јачина, борба и така натаму за да биде реизбран и понатаму да управува со тоа што управува. И од тој аспект јас не би коментирал ништо повеќе, ние и понатаму ќе останеме со почит кон сите синдикати, кон сите раководства. Ќе имаме диалог, оноку колку што тие ќе прифатат. Понекогаш тие не прифаќаат, пременуваат кон методи од типот штрајкови со глад, па не знам, гладуваат по број на денови кои што медицински е докажано дека е невозможно да се штрајкува со глад толку многу, но оставам тоа на нив. Ние ќе продолжиме фокусирано да работиме, да се трудиме да исполниме што е можно повеќе од она што го очекуваат сите работници во јавниот сектор, односно во делот што го покрива СОНК, но и секаде пошироко. Ова покачување на платите сега што ќе дојде не е само за оние што се во СОНК, туку за сите. И за другите гранки, сакам да речам, поврзани со јавната и државната администрација. Да одиме на внатрешно политичка тема, ситуација во која што опозицијата надвор од парламентот, лидерот на СДСМ Зоран Заев неколку пати изјавува дека е подготвен за диалог со вас. Како ги коментирате неговите изјави? Прво, последното интервју на господинот Заев, можам да кажам дека беше вака едно предавање за основите на действувањето на една опозиција во било која држава. Значи, како е за прва година студенти, како треба да действува една главна опозициона партија, кои треба да бидат незините активности, и убаво го слушавме тоа, не освежи сеќавањето. Тоа е добро, така треба. Второ, ако така биде, тоа нам ќе ни помогне. Ќе бидеме уште поажурни, ќе бидеме уште пофокусирани. Секогаш кога има силна опозиција, власта е повеќе концентрирана. Колку и да е концентрирана, секој зголемен притисок од опозицијата дополнително е зголемува концентрацијата и тоа е добро за државата, тоа е добро за народот. Меѓутоа, она што е
чудно е што кај изјавите на господинот Заев нема постојаност, тој постојано ги менува. И така што не можам да предвидам што ќе се случува. Дали тоа што го говори ќе биде така или ќе биде нешто поинаку. Нема континуитет не само во изјавите, туку и во действувањето пред се. Едно се действува во еден период, друго се действува, се менуваат тактиките на неколку месеци, се чини без концепт. Но тоа е нивна работа. Нашата работа е да останеме посветени на нашата работа, да ги исполниме работите што сме им ги оветиле на граѓаните. Имаме големи работи ветено, имаме над 2000 проекти, 2046 во нашата програма. Ветени, да останеме со темпо и динамика на работа најмалку колку што беше во минатото, по можности многу повеќе од тоа, да создаваме дела, да решаваме проблеми на народот, државата да ја придвижуваме напред во секој поглед, и во надворешно политичкиот дел, евроинтеграциите, и во делот на економијата, и во делот на земјоделието, здравството, образованието и сите други сектори кои што се значени. Нашиот фокус ќе остане таму, независно како ќе се однесува опозицијата, ние ќе останеме целосно посветени и ќе продолжиме со многу работа. Добро би ни дошла активна опозиција како и да е. Се најава ваша посета на Турција. Да. Тоа од утре? Да. Дали се работи за економска посета, за политичка? Која е целта на вашето патување? Целта е комбинирана. Ќе имам и политички средби со водството на Турција, но ќе имам и настапи во 5 града пред 5 аудиториума на бизнисмени. Значи, во 5 дена, 5 презентации, плюс поединечни средби со голем број бизнисмени кои што ќе сакаат покрај презентацијата на тоа роудшоу да имаат и поединечни разговори, тоа обично оди така. После презентацијата најзаинтересираните бараат засебни средби во кои што имаат и дополнителни прашања, ги кажуваат своите намери, прават контакти со нашите во делегацијата кои што понатаму ќе ги водат како инвеститори, ќе им помагаат. Покрај тоа ќе искористам прилика некаде ќе се сретнам и со представници на нашата диаспора таму, со локалните власти во градовите во кои што одам и така натаму. Така што ќе биде многу густа агенда. Целодневно сум по состаноци од сабајле до вечер. Имавте вакви роудшоуа и средби со бизнисмени во изминатите месеци, навистина многу и донесовте добри вести со голем број инострански инвеститори. Дали се најавува нешто ново? Дали некој нов инвеститор е на повидок да потпише договор и да влезе во земја? Со голем број компании сме во разговори. 4 од нив веќе, како што неодамна пред неколку дена и објавив, 4 од нив веќе имаат потврдено. Со поголем број сме во финале пред потврда. Со некои сме на средина на разговорите, со некои сме на самите почетоци, со некои сега се трудиме да воспоставиме контакт. Една од нив е компанија од Германија, која што сака да се смести во Скопје 2 зоната, да отвори околу 500 работни места и да инвестира во електрични уреди, значи германска компанија, бара стручни кадри доста. Со нив работи Бил Павлецки, министерот задолжен за инвестиции. Втора е американска компанија од глобална корпорација, која има околу 3000 вработени, која исто така сака да инвестира во Скопје 1 зоната. Околу 420 нови вработувања би направиле до крајот на 2016 година. Со нив работат Делев и Христијан Делев и Шекеровски. Третата е компанија поврзана со прехрамбената индустрија од Турција, која што планира да инвестира некаде во близина на Скопје, бара некаде во Петровац, беа на едно надавање на земјиште, па им го зема некој друг, па сега ќе одат на друго, мислам или во Петровец или во Илинден. Тие сакаат да купат земја голема, околу 20.000 метри квадратни, на која што ќе го градат својот капацитет. Со нив работи господин Шекеровски, заменик директорот на Инвести Македонија, значи на Агенцијата за привлекување инвестиции. Четвртата е американска глобална компанија од делот на аутсорсинг. Тие планираат за почеток 300, а потоа во понатамошните години до 1000 вработени. Бараат луѓе што познаваат странски јазици, пред се англиски, но и други, германски, француски, италијански и некои други странски јазици, дури и некои скандинавски, доколку најдат доволен број на луѓе во Македонија со познавање на тие јазици. Имаме и други, меѓутоа овие 4 се најинтересните што веќе имаат потврдено, но немаат објавено. Оставаме на нив кога тие да одлучат да го објават тоа. Тоа е практика во деловниот свет да самата компанија си ја објави инвестицијата.
Сте кога го почитувате тоа и не ги откривате имињата на Апсолутно, да. компаниите. И затоа и тие не почитуваат, бидејќи за жал во минатото имале и поинакви искуства во Македонија, кога пред да ја донесат воопшто одлуката, некои луѓе тука објавувале, па подоцна тие се предомислувале. Не е добро ни за нив, ни за нас такво нешто. Така, одиме на една граѓанска тема. Во петокот започнавте, најавивте една голема кампања за безбедност во сообраќајот. Гледаме веќе 2 дена и на терен Министерката за внатрешни работи и сите министри во владата ја промовираат оваа кампања. Кажете ми како се решивте токму безбедноста во сообраќајот да биде предмет на подигнување на јавната свест? Па подолг период и јас и сите други следат дека голем е бројот на сообраќајни несреќи. Ниско е нивото на сообраќајна култура. Истите возачи кога возат во странство, кога ќе отидат во Австрија, во Германија, се придржуваат повеќе отколку австриците и германците. Редовно ставаат каиш да не бидат казнети, таму не очекуваат дека ќе може да се бунат против таа казна, дали е висока или е ниска, никој не ги прашува и никој не ги слуша ако се бунат. Тука не ставаат каиш, а тоа 4-кратно или 3-кратно ја зголемува опасноста од загинување и смрт во случај на сообраќајна несреќа. Брзо возење, надвор од пропишаната брзина и условите на патот и други аномалии за кои што говоре на пресконференцијата и на крајот се завршува дека таква била судбината, Господ сакал тогаш да ги земе, понекогаш и владата е за нешто крива и така. Така што сакаме да ја подигнеме свеста. Сакаме да се фокусираме на овој дел подолг период, повеќе месеци, да допрат информациите до граѓаните многу повеќе отколку до сега, да станат многу повеќе свесни. Се разбира, покрај едукацијата ќе оди и по-интензивно следење на состојбите на терен. Министерството за внатрешни работи ќе биде поажурно, ќе има повеќе казнувања, но тие казнувања не се за да им се земат парите, туку за да се натераат повеќе да се грижа за себе, за својот живот, за своето здравје, за своите најблиски, бидејќи може да загине возач, може и тој до него или тој зад него, може и тој во другото возило. Сакаме да спасиме животи. Тоа е основната цел на оваа кампања и затоа и лично се вклучив. Како човек кој што ја отвори првата пресконференција, кој што ќе ги следи сите действија што ќе се прават понатаму, кампањата ќе трае неколку месеци, 3-4 месеци, може и потоа малце ќе спасне, но потоа повторно ќе се обнови. Ќе ги следиме резултатите. Минатата година 198 мртви лица, огромен број повредени, инвалиди. Тоа се огромни бројки. Тоа се огромни бројки на луѓе. Тоа е огромна загуба не само за семејствата и за општеството. Затоа се вклучи во оваа кампања со задоволство и ќе ја следам и ќе ја туркам колку што можам подолго. Премиер Груевски, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Сител. Ви посакувам оваа кампања да донесе резултати, бидејќи како што рековте, целта е да се спасат човечки животи. Да, благодарам и на вас за поканата и благодарност и до гледачите што не следа. Ви благодарам.